Почитувани, добро дојдовте во отворено студио на телевизија 24. Како што веќе најавивме, наш прв гостин е заменик министар за надворешни работи, господинот Андриј Жановски, член на Централниот одбор на СДСМ. Добра вечер. Добра вечер, благодарам за поканата и поздрав до вашите гледачи. Како за почеток, мислам дека дистанцата е добра меѓу нас, вака безбедни сме, има 2 метри, мислам, така. Плюс и маски, така да. Да. Добро е да дадеме пример на нашите граѓани како треба да се однесуваме во овој период, затоа што треба да бидеме дисциплинирани, да си помогнеме себе си, да си помогнеме на сите понатаму. Да, господин Жановски, ги видовме денеска бројките, имаме повторно зголема број на заразени од корона, ќе зборуваме за тоа малку подоцна. Да почнеме со оние практични моменти кои следуваат, кои ги очекуваме. Значи, ние очекувавме овој период можеби бројките да спласнат, тие растат. Што значи сега тоа со стратегијата за отварање на границите, за патување, кога македонските граѓани ќе може да патуваат, доколку сакаат, се разбира, зависи од околните земји, не само од тука. Се разбира, ова е многу битно што го кажавте на крајот, дека отварањето на граници првенствено треба да биде и во заедничка соработка со отварањето на граници на соседите. Пред да се случат овие зголемени бројки на заразени заболени од коронавирусот, таргетиравме некаде 1 или 15 да ги отвориме границите. Сега ќе видиме како ќе се одвија целата оваа работа, но сакам да кажам дека апсолутно состојбата под контрола, не би сакало овие бројки да предизвикат паника, затоа што, или ќе се навратиме после на тоа прашање, се работи за одредени точни кластери и здравствените власти знаат што прават, но ги спомнам нив затоа што од нивната анализа зависи кога ќе донесеме дефинитивна одлука на влада да се отворат границите, аеродромот и така натаму. Мене ми е многу драго што оваа владина гарнитура, не да рекламирам, туку сакам да кажам како треба да се однесуваме и понатаму. Тоа е еден символ на или доказ на функционирање на здрави системи, а тоа кога институциите функционираат независно и кога владата треба и мора да ги слуша во овој случај оние кои што се надлежни и кои што се професионалци. Мене ми е драго што на таков начин ги преземавме на време мерките, се бориме успешно, се боревме успешно, сега имаме нови бројки со кои што ни се нов предизвик, меѓутоа да завршам со тоа дека и понатаму одлуката ќе чекаме од Комисијата за заразни болести, од здравствените власти, од министерот Филипче, за да ја донесеме таа одлука и да ја соопштиме се разбира на граѓаните. Да, на господин Жановски, после например еве Црна Гора не стави од листата на земјите од кои може да се патува, во листата на земји од кои не може да се патува, поради поростот на заболени. Немаме ваква појава во регионот. Словенија веќе и Црна Гора ја затворија епидемијата кај нив, кажаа дека е завршена. Бројките во соседството исто така не растат, секаде веќе имаме тренд на намалување. Само кај нас, така да не знам од каде би исцрпиле, од каде би го извадиле заклучокот дека ние успешно се справуваме, доколку само ние сме во регионот некаква црна точка каде расте бројот на заболени. Од каде го кажам ова? Значи, овие бројки што ги добиваме се должат на две работи високи. Прво затоа што бројот на испитаници речи си 1000 веќе, нели имавме критика дека се 100, 200 и така натаму. Второ се работи за одредени кластери, значи не се тактизира, туку се испитуваат кластерите во однос на фамилии, населби и така натаму, конфекциите сега, затоа што се знае кој дел е оној кој што е во момент под обсервација затоа што имаме ново заразени. Да, пред тоа беа бројките многу подобри, се случи тоа што имавме однесување на неказнување на оние што го прекашуваат сето тоа, подоцна ако имам простор во емисијата ќе зборам зошто се случуваше сето тоа, кој што е причина зошто сметаме дека треба да има повторно функционални институции, не можеме вака да продолжиме во оваа воднена состојба вечно, но пак сакам да ве уверам дека е под контрола ситуацијата и нема потреба да се создава паника или опозицијата да создава паника дека ова се случува на територијата на цела држава. Под контрола е, се знае кои се тие кластери, многу е битно да напоменам, тоа го пренесуваат и сите, дека овие што се ново заразени се или без симптоми или со благи симптоми, здравствените установи за жал, за среќа, односно капацитетите не се воопшто проблематични, празни се оние места кои што се предвидени за ова, така да нема потреба од голема паника. Има, пред да продолжиме со ова што го кажавте ми е интересно, сакам само за тоа да ве потпрашам, иако не сте експерт, не сте лекар, но сепак сте во комисијата, дали можеби за тоа е разговарано? Не сум во комисијата, не.
Тоа се доктори, професионалци таму, Доктори, консултанти, да. работници, да. Сакам да ја прашам во однос на тоа, дали ова што го кажавте дека асимптоматски се повеќето од нови случаи, што велат од Комисијата за заразни болести, дали може би се намалува вирулентноста на вирусот? Такво нешто сте слушнале во последните случаи? Дали е послаб вирусот? Бидејќи читаме некои такви информации. Информациите кажуваат дека е намален интензитетот на вирулентноста, кој што кажавте. Тоа не треба да се меша со она што Светската здравствена организација го кажа сега веќе пред 4, односно 5 дена, дека се очекува втор бран на ковид на есен. Битно е што во овој момент е таква појава како што кажавте и што здравствените работници имаат контролата под свој раце, така што воопшто не се сомнам дека ќе успееме да се справиме. Многу ми е драго што нема тактизирање со бројките, се работи транспарентно како и целиот период. Нема никаква стратегија околу тоа дали треба да се кажува или не е отворено, што беше незамисливо досега, претходно. Јас мислам дека со текот на времето ќе се справиме со оваа бројка и полека ќе се намалува. Да, бидем овие денови очекуваме нели да. Но кога велиме дека состојбата е под контрола, сега повторно Комисијата за заразни болести предлага карантин за цело Скопје, Штип, Куманово, Тетово, за останатите градови полициски час од 16 до 5 часот наутро. Значи се враќаме на карантинот кој веќе го поминавме како фаза. Тоа не личи дека состојбата е под контрола, туку дека се воведуваат адхок мерки поради сегашната. Напротив, дозволете да ви укажам дека ова е прва препорака на самата комисија, ќе видиме владата што да, ќе прави таа разлика. Меѓутоа, ова мене ми кажува напротив, треба сите да ни каже дека се превзимаат мерките и дека воопшто, како што кажав, не се тактизира поради известни избори, така натаму владата да каже не, сега нема да одиме под карантин. Напротив, ако знаеме што правиме и знаеме што сакаме и знаеме каде се жариштата, условно да кажеме, тогаш тие се под контрола. И затоа мислам дека оваа мерка е добра што се препорачува и треба да ни каже на сите дека здравствените власти и воопшто владата знае што прави кога евентуално ги носи одлуки. Знаете што, колку што разговарам со граѓаните од она што го читам на социјалните мрежи, се чини дека сега револтот кај дел од граѓаните е поради тоа што мерките не се почитувани во одредени делови од државата, во одредени градови, населби и сега морат поради тоа, поради тие неодговорни граѓани и државата која не ги спровела мерките како што треба, сега да одговараат повторно цели градови да бидат затварани. Ние сме единствена влада во момент кој што функционира како техничка, ние сме единствена држава во момент кој што во оваа пандемија целиот овој кризен период го водевме без функционално собрание, со една техничка влада каде што имаме министри од опозицијата. Јас најаргументирано тврдам дека огромна заслуга во наводници за тоа што се случува е министерот за внатрешни работи од редовите на ВМРО ДПМН, кој што, како што и самите кажавте во своето прашањето, не го санкционираше, не го казнуваше однесувањето на граѓаните, се случи литијата, веќе месец дена никој не одговара, ниту организаторите, ниту учесниците, тоа беше во струга директна порека до православниот дел од нашите граѓани, дека значи слободно може да се движиме и никој нема да биде казнет, беше провокација до муслиманскиот дел од нашите граѓани, кои што потоа знаевме дека нели следи Рамазан и почна една недисциплина која што треба да се осуди, меѓутоа не беше никако санкционирана. Се случи понатаму прослава на денот на МВР, се случи нешто што навистина иритираше, тоа е снимање на спот за потребите на министерот Чулев за одбележување на денот на полицијата, каде што се повлекоа едноставно возилата и полициските службеници од улиците на Скопје за да се снима спот. Такви пораки граѓаните или такви действија граѓаните ги сваќаат како порака, пат состојбата не е воопшто така лоша и треба да се опуштиме. Да не забораваме дека он беше единствен што бараше да нема карантин во тој период на почетокот, така што тоа е причината зошто ние велиме дека мора да продолжиме со институции кои што ќе работат функционално и ова веќе не издржува, верувајте, да се положи вака. Добро, господин Жановски, вака кога ве слушам, мислам не вас лично, туку целата влада и седа само кога зборуваат за Чулев, ние, значи, не сме ни претходно познати по некое претерано почитување на законот и пред да дое техничкиот министер Чулев. Вие имате тамо и заменик министер во Министерството за внатрешни работи. Ми се чини дека сега го
како да ви се погоди Чулев, што е таму, па да го Не. употребувате како еден изговор за сето ова што се случува. Не. Целата вина да ја свалувате на Чулев, кога знаеме отприлика како Не е целата функционираат вина, работите не е кај нас. целата вина врз Чулев, јас кажам дека има неодговорно несување на граѓаните, ги замолувам, оние нека бидат 5% од граѓаните во целата држава, да не бидат провокатори на оние 95% на кои што им се заблагодарам што целиот период се однесува дисциплинирано. Ово кажам не само што не ни се погоди, туку воопшто не ни се погоди министер. Не барам јас дополнителни причини или оправдување, како што кажувате, зашто се случуваше ова. Зборам со аргументи. И зборам за една стратегија погумна на опозицијата која што дава вакви резултати како што дава. Јас би бил среќен да имаме опозиција како во сите други земји. Јас и коментирав и пишував за тоа, го анализирав работењето, однесувањето на опозицијата во сите други земји, каде што имавме криза, секаде имаме. Сите тие опозицијски партии дадоа помош, го покажа она што треба, заедништво, колективитет, солидарност, тоа што е и мото на Европската унија. Ние имавме опозиција која што перманентно напаѓаше, перманентно бараше оставка на министерот и на здравствените работници, на самата комисија. Те днеска продолжуваат да барат оставка. Вие во сред пандемија од самиот почеток барате оставка од министерот за здравство. Тоа никаде не се случи. Ширење на лажни вести, дезинформации дека немаат тестови, дезинформации дека 140.000 луѓе останале без работа и така натаму, што предизвикува атмосфера. Жалосно е да констатираме дека имаме опозиција која што не само што не помагаше, а и да не помагаше, одмагаше. Зошто? Затоа што во коронавирусот и во пандемијата виде шанси за да има одложување на изборите. Тоа е нешто што не може понатаму да ни се случи. На крајот на криштата доказ дека не бегаме од одговорност, што сакаме да ја преземеме цела одговорност. Добро, опозицијата веројатно тоа е и работа да прави, да критикува, да се бори политички, нели, но сепак одговорноста е на владата. Дозволете, таа е да ја критикува работењето на владата, но треба да правиме разлика помеѓу напад на влада и напад на држава. Тоа се различни работи. Но кога имате пандемија, кога имате здравствена криза невидена досега, која што предизвикува и економска криза, како и во другите земји очекувавме да биде подадена рака, да кажеме слушајте, во овој период ги оставаме политичките битки на страна, битката за политички поени ќе ја водиме после откако ќе совладаме пандемијата. Не, се случи сосем обратно. И ние како влада во овој голем предизвик, освен што се боревме со невидив непријател и така натаму, ние моравме и со опозицијата да водиме битки и да објаснуваме дека не се точни информациите. Кажете ми на кое друго место опозицијата одржува пресконференции во текот на целата криза, каде што ликува со бројките на заразени, починати и кажува еве како е состојбата кај нас и така натаму. Добро, не се прави тоа така. Работа на перцепција. Јас кога би бил други се причините. Јас, тоа го покажуваат и анкетите, кога ја покажува довербата кон министерот за здравство, кон работата на владата, или ако сакате кон целата гарнитура визави работењето на опозицијата. Јас поинаку би реагирал. Би кажал дека во мораториум го ставам политичкото однесување, целосно помагам во оваа ситуација, ќе стекнам така, тоа е вин-вин комбинација. И ќе помогнам на државата, владата, и ќе помогнам на својот рейтинг, за да подоцна се разбира кога ќе помине сето ова или кога ќе се намали како бројка да продолжам со своите политички битки. Вака се направи голема штета и на државата, се разбира и на нивниот имидж. Не ми е мене бите нивниот имидж, лошо што се направи штета на државата. Ги спомнавте анкетите. Оно што е интересно за оваа корона пандемија, корона криза кај нас тука во државата е дека доколку анкетите пред кризата беа многу поблиски во однос на рейтинзите на политичките партии, се чини дека владеачката партија во текот на кризата доби некаква предност. Има многу предпоставки зашто е тоа така. Една од нив е да речеме дека граѓаните се задоволни како се менаџира кризата. Други велат дека тоа е и од константната медиумска присутност на членовите на владата, на министрот за здравство, каде што тој е секој ден на сите телевизии едноставно присутен, дека медиумите си го прават своето. Не се има нели различни толкувања, но мислите ли дека сега во овој момент дека таа предност полека се топи со овие зголемени бројки, бидејќи сега гледаме зголемено ниво на критика, дека луѓето реагираат дека нешто не се спроведува како што. Коректно прашање, дозволите да одговорам. Фактички во своето прашање вие го потврдивте она што го кажав на почетокот. Зголемувањето на рейтингот, иако навистина не е коректно сега да се зборува за политички рейтинзи во оваа ситуација, меѓутоа
Апсолутно е точно, тие рейтинзи ги имаме не само ние, ги има опозицијата, ги имаат новинарите, ги има и меѓународната заедница. Беа рапидно зголемени од оној првични термин, како што кажавте, 12 април, кога требаше се одржат избори. Зошто? Затоа што државата се постави на вистински начин. Ние бевме меѓу првите држави во светот и во регионот, во Европа и во регионот кои што ги затворија границите, училиштата и така натаму. И затоа бевме пофалени, лично бев на таа средба во владата, кога дојде регионалниот директор на Светската здравствена организација и он предвиде дека кај нас ќе се случи многу подобро справување со коронавирусот. Понатаму, во меѓувреме, се случи НАТО. Станавме членки на НАТО. Не отидовме да прославиме, затоа што не сакаме да го загрозиме населението. Не да правиме прослави како МВР. Се случија започнување на преговорите, иако опозицијата не уверуваше. И уверуваше јавноста дека нема да се случат преговорите. Не само што го правеше тоа, ние имавме опозиција која што лобираше. Тоа ми е кажано од министри од други земји, заменици министри, дека лобираше да не добиеме датум затоа што не се сослужуваме и така натаму. Вие велите можеби тоа е автоматски затоа што владата е присутна и затоа што ги покрива медиумите. Имате земји каде што имате намалување на рейтингот на председатели, каде што е таков системот или на премиери, затоа што не се справиле доволно или немале доволно прецизна стратегија. Она што велите исто така перманентно биле присутни, тоа е добро. И тоа беше поздравено и затоа е тој висок рейтинг. Значи, јас знам и кога председателот Заев инсистираше упорно да се излегува како почитувај го принципот на транспарентност и добро е што цело време имавме пресконференција на министерот за здравство. Тука беа и сетот на мерки, првиот, вториот, третиот на мерки, перманентно укажување на тоа што прави владата, не беше оставена економијата ни приватниот сектор сам на себе, така што тоа предизвика и да завршам, предизвика зголемување на рейтингот. Но пак не одиме ние сега на избори затоа што е зголемен рейтингот. Па иако е намален, нема тоа да значи, да кажеме дека е намален. Нема тоа да значи дека врз основа на тоа ќе одлучуваме дали ќе одиме на избори. Ние немаме повеќе простор да го тумачиме законот освен онака како што пишува. Завршува волната состојба и започнува одборувањето. ВМРО ДПМНЕ е партијата која што носи одлуки врз основа на рейтинзи. Ние тоа не го правиме и ќе продолжиме понатаму затоа што ние мора да го избегнеме вториот бран кој што го очекуваме несен. Да, оно што го кажувате, навистина е така, после владината уредба за прогласување на првата вонредна состојба, па и сите продолжувања, после крајот, кога и да заврши вонредната, 22 дена после тоа треба да се одржат изборите. Тоа е така и сега според тој датум цементиране 5 јули, сега за сега, доколку нешто не се смени, нели? Доколку не се прогласи нова вонредна состојба. Иако е така законски, се тоа во ред, сега зборуваме не морално и етички, туку според состојбата, според ова што се случува, нели е некако чудно сега да зборуваме за избори кога имаме секој ден по 100 заразени. Мислам дека и на граѓаните им е малку чудно сега. Јас се согласувам дека има дилеми, односно се поставуваат прашања зошто сега зборуваме за избори. Пак ќе кажам, нема веќе во нашата држава не само да зборуваме, туку можеме ли да одиме на избори со ваква ситуација? Дозволете. Значи, јас ги разбирам овие прашања, меѓутоа ние не можеме да работиме како порано кога работеше ова држава, да кажеме сега ќе седнат политички лидери или што ќе каже премиерот или председателот на најголемите политички партии и они ќе го менуваат законот и уставите. Ние сме обврзани. Си течат роковите, сакале или не. Понатаму, ние не можеме вечно да одиме со вонредни услови, со вонредна состојба. Ние не можеме вечно да имаме преговори, вечно да имаме одложување, вечно да имаме техничка влада. Техничката влада е создадена со Пржинскиот договор со единствен мандат да организира фери демократски избори. Она што исто сакам да го потенцираме дека таквото одложување ќе не однесе во правец во кој што не го посакуваме. Да гледаме орвање со МВР, да видиме во самото МВР битка и така натаму. Немам никакви дилеми за тоа како ќе биде изборниот процес. Она што сакам да го напоменам и да бидам јасен со тоа, ние мораме, нели сите го кажуваме тоа, некако политичари се разбира само, ние мораме да се навикнеме да живееме, зборувавме нели и пред да започнеме со дебатата. Мораме да научиме да живееме со коронавирусот. Тој нема да исчезне брзо. Се надам дека ќе дојде инекцијата, лековите, но тоа нема да се случи брзо. Некои велат ќе траат 3 до 4 години. Има и такви предвидувања. Во тоа навикнување на нормално функционирање или новата нормално што ја нарекуваат во светот е и организирање на избори. Само во месец јуни имаме 4 земји кои што одат на избори. Тоа е Србија на 21 јуни, имаме Исланд, Полска,
и така натаму. И имаме, што е многу битно, во јули една Шпанија, бидејќи зборувавте за бројките, дали е чудно, Шпанија оди на 5 јули е Хрватска, на 10 јули Шпанија има регионални Да, но избори. господин Жановски, во сите овие земји што ги наброевте, нема зголемување на Како број на нема во случаи Шпанија? вакво рапидно како кај нас. Во Шпанија бројот е во пат. Во Франција бројките се повеќе кратно неспоредливи со нас. Не, но трендот е опаѓачки сега. Ние ако имаме некој тренд, нема да го форсираме тоа, зборам да се стави под тоа ми е контрола. прашањето, бидејќи Не. сега имаме ние ако имаме во порас ако некако. имаме тренд, нема да продолжиме, ние веруваме дека ќе имаме повеќе од месец дена од избори. Понатаму зборевме дека кампањата ќе водиме преку интернет и така натаму, нема митинзи, ќе редуцираме врата, нема да одиме во класичен стил врата до врата и го кажуваме тоа затоа што се адаптираме на таа нова нормалност. Нема потреба веќе од митинзите и така натаму. Јас сум секој што сум бил против тие големи митинзи, особено во Скопје, кога нели треба да се мерат бројките на тоа кој донел повеќе и така натаму. Она што сакам да го кажам е дека се ќе направиме, доколку биде дефинитивно одлуката. Јас не гледам друг начин да се одложат овие избори, освен се разбира, не знам, ако нема некоја вонена состојба друга, а тоа е да го направиме она што го имавме сега кога започна првачињата да се запишуваат. Приметивте дека немаше ниту една критика, ниту од новинар, ниту од било кој училиште, ниту од родител, ниту од опозицијата која што редовно критикува. Зошто? Протоколот беше запасен. Мерење на температура, дезинфекција на рацете, на чевлите, растојани и така натаму. Тврдам дека ние ќе имаме организирани 100% безбедни избори, кои што ќе трае од 2 до 3 минути целата процедура. Ние денеска кога одиме во самопослуга, кога одиме во маркет, во аптека, на работните места ние преведуваме целиот работен ден го преведуваме со маска. Денеска јас овде сум со маска и така натаму. Што значи дека не треба се создава фама. Да, ако бројките бидат лоши, нема по секоја цена, но ова го веруваме под контрола и нема потреба да се предизвика паника. Добро, еврокомисарот за проширување Оливер Вархеј вчера кажа дека ќе побара од владата податоци, информации во однос на тоа дали може да се спроведе фер кампања, дали може да се слободни и фер избори. Знаете ли нешто повеќе околу ова прашање? Може би имале нешто ново околу тоа, бидејќи вчера рече дека ќе побара одговор. Тоа е првичниот став на еврокомисарот, прв пат да се изразат како, не знам дали во име на Европската комисија, но во негово име сигурно. Ја поздравувам таа негова одлука, односно таа изјава и неговиот пристап. Нема шанси земја која што е веќе член на НАТО и кој што ги започнува преговорите со Европската унија да организира нефер избори. Ние ги докажавме тоа со председателските избори кои што беа најдобро организирани до сега. Добро, тоа мисли во однос на пандемијата. Во однос на пандемијата, го кажа претходно податокот, имате 3, односно 4 земји во Европската унија кои што одат на избори во јуни и во јули. Така што да, и нели треба да има наблюдувачи од ОПСЕ и ОДИР, ние ќе направиме све да ги увериме, да ја укажеме реално каква е состојбата, знаат тие многу добро каква е состојбата, имаат амбасадори овде, имаат своји представници, така што се тоа ќе го работиме заедно со нив. Вархеј исто така кажа дека во наредните денови ќе биде презентирана и преговарачката рамка за Северна Македонија и Албанија. Што значи тоа? Значи кога ќе биде презентирана, веројатно тогаш ќе знаеме и кога би била таа прва меѓувладина конференција, кога би ги почнале преговорите? Токму така, некаде околу 10 помалку или повеќе, се уште не утврден датумот, но околу 10 јуни очекуваме да биде објавена преговарачката рамка. Во меѓувреме се разбира сето тоа како документ се работи со нашите институции. Паралелно со тоа ќе следи еден мини извештај, краток извештај за состојбата во Република Северна Македонија, така да ќе знаеме уште подобро на што сме. Тоа е одличен момент што го чекавме цело време од нашата самостојност, но и уште еден момент што укажува, пазите, прв пат во историјата ќе се случи техничка влада да го подготвува заедно се разбира со Брисел овој преговарачки документ, односно оваа рамка. Замислете, ние да ги започнеме преговорите, односно како што кажувате вие и самите меѓувладната конференција да одржи со една техничка влада. Тоа е тоа што сите лидери кажуваат, мора институциите да работат со полн капацитет и не може вака да се продолжи понатаму. Тоа е одлична вест, ние сме подготвени и со нетрпение и очекуваме објавата. Знаеме ли отприлика кога тоа би било? Имаше некои тогаш некои заклучоци, некои размислувања дека тоа би можело да биде во ноември отприлика нешто, знаеме ли нешто кога би ги почнеме? Очекуваме на есен, немаме прецизно се уште датум, но очекуваме на есен да ги започнеме, значи дефинитивно да ги започнеме преговорите. Тука е таа разлика, вие го споменавте, нашиот сосед, беше направена таа разлика нели за време на хрватското претседателство, кога се носеше одлуката, Албанија има уште услови така натаму, ние ги немаме тие услови и на есен
започнуваме со Господ напред преговори, сите поглавја тоа веќе ќе биде на сосема друга држава која што ќе мора дисциплинирано дел по дел секој фолдер, секое живење наше во општеството да биде усогласено со она што е како нормативна Европската унија и со нетрпение, како што кажав, ги очекувам тие моменти. Што е со оние сигнали кои доаѓаат од Бугарија? Можам да ви кажам дека некако не ми се ни мене целосно јасни позициите на официјална Софија, барем следејќи ги изјавите на министерката Захариева, каде што таа зборува за комисијата, вели Северна Македонија е виновна што не работи комисијата, прекината е по нивна вина поради одржување на изборите, вели јас тоа не можам да го разберам зошто мора да биде прекината, но исто така додава, вели вака, отприлика, ние нема да ја блокираме Северна Македонија, но таа може да се блокира сама. Сега, што сака тука да каже Захариева? Имате ли повеќе информации? Дозволете да бидам прецизен прво. Дали е тоа една индиректна закана или не? Околу македонскиот јазик, околу македонскиот идентитет, тоа прашање е затворено и за нас и за светот. Отварањето на таа тема е навредливо, отварањето на таа тема воопшто не е, ајде да кажам, ниту по дух, ниту по слово во согласност со самиот договор кој што го имаме за добрососедство со работка, не придонесува за да имаме добри односи какви што ги воспоставивме. Пак ќе кажам, ниту е во духот на меѓународното право, општото меѓународно право, но можам да ве уверам, да ги уверам граѓаните дека ние како влада и како Министерство за надворешни работи многу одговорно ќе продолжиме и понатаму со имплементирање на нови договор кој што е многу значен. Овој договор со Бугарија, заедно со Преспанскиот договор со Грција, е договорот кој што ги отвори портите на Европската унија и НАТО, се договорите двете оние што предизвика, што овозможија Брисел да гледа кон овој регион како нов, современ, европски, добрите вести, нели, како рекол, доаѓаат овој пат од Република Северна Македонија, од овој регион, и ќе продолжиме понатаму. Неспорноста на македонскиот идентитет, нашето приближување кон Европската унија, добрососедските односи со Бугарија се комплементарни, тука нема никаква дилема околу самото тоа. И тоа е позицијата јасна и официјална на Министерството за внатрешни работи и на владата. Добро, но очекувате ли Бугарија сепак да не блокира? Не. Имаме ли такви очекувања сега? Бидејќи, како што кажав, изјавите не се баш јасни кои доаѓаат сигналите. Што сака да кажа? Не сакам да коментирам дали си со која намена се тие изјави, меѓутоа не очекувам да има блокирање, напротив, тој оптимизам го црпам во состојано тоа што го видов јас и што го видовме сите заедно, што се случуваше сега кога се боревме за НАТО и особено за добивање односно да се отворат преговорите со нашата земја. Нашите соседи кои што до вчера не блокираат, денеска беа и се најгласните адвокати, заговорници, поддржувачи на нашите евроатлантски инспирации. Така да не мислам дека ќе дојде до блокирање, пак ќе кажам, ние целосно сме посветени имплементација на овој договор, секоја одредба да биде имплементирана, нема да биде лесно, историјата е измешана. Имате земји во Европската унија кои што 10 години преговарале за овакви прашања. Нема се случи преку ноќ, меѓутоа влегуваме со еден оптимизам и со еден дух, а нашето несување ќе биде во духот на тоа што го работевме досега и во духот на европските начала, тоа е дека добрососедските односи мора и конкретно да се покажат дело. Во последното интервју за Радио Слободна Европа, францускиот амбасадор Тимоние, кога зборува за македонско-бугарските односи, вели на Европската унија не и треба нов увезен спор, тоа треба да се реши прво, па потоа да се продолжи процесот од прилика сега. Така можеме да ја прочитаме неговата изјава. Значи ли тоа на некој начин дека повторно земјава се бутка кон некакви отстапки кои мора да ги направи во однос на Бугарија за да продолжи тој процес? Јас кажав која е црвената линија и не очекувам да има блокирање. Овој притисок, да го наречам така, од францускиот амбасадор, од Тимоние, го доживуваме како еден позитивен притисок до двете страни да седнат и да работат. Ние сме тука спремни, не гледам зошто би се одолговлекувало, да имаме пандемија, имаме избори, тоа не се работи што можеме да ги занемариме, меѓутоа пак ќе кажам, целосно сме посветени и на крајот на краиштата причината за подпишување на овие договори беше да создадеме на друга атмосфера и да покажеме добрососедски односи, дека ние сме променети како држава, Балканот промен и така натаму. И верувам дека ќе продолжиме во тој дух, нема да биде секош мазен патот, ќе има пречки, и тоа ќе ги совладаме. Бидејќи позицијата на нашето Министерство за надворешни работи, па
и на председателот на СДСМ господина Заев е дека ваквите ставови на Софија отстапуваат од договорот, дека не се дел од договорот, доколку Софија продолжи да инсистира на тие барања. Може ли самиот договор да биде заклучен? Јас кажав дека ова не е ниту по духот, ниту по словото на договорот и затоа очекувам да има коригирање на тие ставови, да има коригирање на однесувањето. Ние нема да правиме никаков компромис со овие прашања. На крајот на криштата, уште еднаш да потврдам и сакам тоа јасно да биде слушнато и соопштено дека тие прашања околу македонскиот идентитет се затворени. Она што малку не изненади е изјавата на председателот Пендаровски кога зборуваше за ова и рече исто тоа што го кажувате, дека македонскиот јазик и нација се црвената линија која не може да биде премината и дека доколку се инсистира на тоа дека тогаш не ни треба Европската унија. Има ли такво радикално сценарио некаде во владата, значи да се оди до таа крајност? За коментар ќе мора да го прашате председателот Пендаровски, јас не верувам дека ќе дојдат такви црвени линии, бев сведок на поддршката која што имавме од Софија целиот тој период во однос на и аспирациите кон Европската унија и НАТО, да не забораваме по исклучително сложен проект кој што беше, се разбира, главно координиран преку МДН, тоа е репатриацијата, каде што вративме 5341 граѓани, главниот мост од каде што се враќа нашите сограѓани во државата беше отворениот аеродром во Софија. Бугарските власти од прв до последен асистира, помага како да се работи буквално за нивни граѓани, кажувајќи дека нема да има никакви пречки за тоа да функционира оваа соработка, за што сум им благодарен и на дело го покажа тоа што и е во духот на договорот. Понатаму тие во повеќе наврати за текот на целата ова пандемија донира средства за поуспешно се справиме со ковидот, така што нема никаква причина да не продолжиме заедно да работиме во тој европски дух и почитување на тоа што се нарекува нивен идентитет, наш сопствен идентитет. Да, имаме уште две кратки куси прашања до крајот. Едното е опозицијата повторува дека 5 јули не е време за избори. Неколку пати господинот Мицкоски кажа ако сакаат на избори нека повелат, нека си одат сами. Тоа имплицира некако дека можеби и ВМРО ДПМН нема да излезе на тие избори доколку нема консензус. Ќе одите ли сепак на избори доколку опозицијата реши да бойкотира? Пак ќе морам да одговорам дека не е веќе до политичките партии самостојно, самоволно да го коментираат или ако сакате од свој агол да ги гледат законите кај нас во Република Македонија. Течат роковите. ВМРО да помене и да бойкотира ќе се најде на избирачкото гласачко ливче затоа што листите се затворени. Јас слушам дека они се како е нивниот став, кога и да им избори ќе победат. И веднаш кога ќе дадат таа изјава, потоа веднаш се повлекуваат од избори. Мене ми е јасно зашто бегаат од избори. Мене ми е јасно дека Мицкоски знае дека ќе биде поразен. Јас ве уверувам дека тој не сака ни на есен да се оди на избори. Тоа што го збора во партија дека ќе се обиде изборите да бидат парламентарни заедно со локалните 2021. За да вчера на пресконференција му се испушти тоа и каже ставот на ВМРО да помене овој следен. Ние ќе одиме на избори тоа што ќе помине, кога ќе заврши пандемијата. Кога ќе заврши пандемијата? Тоа може да биде година, 2-3. Тоа значи дека ние ќе имаме вондена состојба и политички час и така натаму и техничка влада и нефункционално собрание додека Мицкоски и ВМРО ДПМН не одлучат. Ние нема да паднеме во таа заседа. Се ќе направиме да имаме избори каде што ќе учествува опозицијата. Власта не сака да оди на избори, особено кога е фаворит на избори каде што опозицијата не учествува. До крај ќе се обидеме да има консензус. Го правевме тоа. Понудивме, се сеќавате председателот на партијата Заев понуди брзи избори. Беа одбиени. Партија што тврди дека ќе победи во секој момент ги одби тие брзи избори. Поради нив отидовме на 12 април. Се случи пандемијата. И така натаму. Значи ние кажуваме и цело време со конкретни гестови дека сакаме да имаме учество. Не мислиме дека една земја членка на НАТО и земја што ги започнува преговорите дека треба да оди на избори без односно со бойкот или без учество на најголемата опозицијска партија. Но да бидем прецизни. Ако ние направиме се, а правиме се да овозможиме да учествува опозицијата, а они не сакат, ние не можеме тоа на сила да го направиме. Но ќе завршам следното, уште ова. Бойкотира и на избори не иде опозиција, која што во моментов учествува техничката влада, го има Министерството за внатрешни работи, кој што директно има улога во изборите и кој што има председател на Државна изборна комисија.
ВМО. Што е составот на ДУИ? Последната изјава на вице-премиерот Османи е избори на 5 јули или избори на есен. Реално ли остварливо и таква сценарио може? Не, имаме тука заеднички став, не гледам никакво раздвојување тие ставови. Мислам дека сите, условно кажано албански партии, го има тој став за 5 јули. Ние сите сакаме да го одбегнеме вториот ден. Во Хрватска, само да го дам како пример следниот податок. Хрватска исто имаше избори редовни, ако да терак имаше ќе беа на крајот на годината. Тие одлучија и тоа заедно во соработка со опозицијата да ги направат 5 јули за да се одбегне вториот пик. Опозицијата прифати затоа што тоа е здраворазумска одлука, не сакајќи да наштети на граѓаните, не сакајќи да го земе правото на одмор, не да бидат во средината на јули како што предлагаат нели политички партии дел. И исто така затоа што се надва на победа. Очекува да победи. Ние имаме опозиција која што поинаку размислува. Нема да дозволиме да не однесат на есен на вториот пик. Верувајте. Ово кажувам не затоа што сум претставник на политичка партија или на влада. Нема оваа држава наша. И иднината на оваа држава и здравјето на граѓаните, на економијата, здравјето на демократијата зависи од политичката кариера на Мицкоски. Господине Жарновски, ви благодарам за гостување. Ја благодарам за поканата и поздрав уште еднаш до гледачите. Почитувани, ова беше интервјуто со господинот Андреј Жарновски. Пред да продолжиме со нашиот следен гостин и блокот реклами, ние имаме подготвено еден материјал од протестите во Соединетите Американски држави кои ја зафатија целата земја. Тој материјал е интересен бидејќи ни е пратен од граѓанин од Скопјенец кој живее во Њујорк. Тој е господинот Джевард Мурик, тој лично ги има снимено овие снимки, затоа предлагам да ги видиме, одиме со еден блок реклами и потоа продолжуваме со емисијата. Поліція, все в'їде.